Почитувани граѓани, ви честитам на историскиот успех. Македонија доби покана за влез во НАТО. Се остваруваат врвните стратешки интереси на Македонија, поставени уште од денот на нејзиното осамостојување. Се реализираат децениските заложби на нашите граѓани, на сите досегашни влади и собраниски состави. Лидерството на Македонија е препознаено. Успехот е соодветно вреднуван. Македонија станува 30-та членка на НАТО. Македонското знаме ќе се вее на 30-тиот јарбол пред седиштето на НАТО во Брисел. Членството во НАТО не само што обезбедува за гарантирана безбедност и сигурност, туку отвора пат до нови фондови, зголемена конкурентност, носи повеќе инвестиции, нови работни места, а со тоа и поголем квалитет на животот на сите граѓани во Република Македонија. Како пратеници, остануваме силно посветени на евроинтегративните процеси што обезбедуваат полноправно членство во Европската Унија и во НАТО. За таа цел, Комисијата за одбрана и безбедност денес донесе едногласен заклучок на Собранието да му предложи декларација за поддршка на пристапниот процес за членство на Република Македонија во НАТО. Очекуваме дека оваа декларација ќе биде со акламација усвоено на седницата следниот вторник, на 17 јули. Почитувани, по децениско уназадување, денеска гордо кажувам дека Македонија оди напред и враќање назад нема. Македонија станува држава за пример за решавање на отворените прашања и проблеми. Држава пример за интеграција, партнерство и сојузништво со демократскиот свет. Ви благодарам. Денес имавме координативен состанок на членовите на комисијата на кој присуствуваа представници на сите парламентарни групи. Сите за. Целост. Да. Премиерот вчера најави иницијатива дека по статутот на НАТО сите партии од парламентот ќе се состанат за да се договорат околу деталите на референдумот, вклучувајќи личното прашање, кога ќе биде тој состанок, во каков формат ќе биде, Како пратеник во Собранието на Република Македонија и член на пратеничката група на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, целосно го поздравувам и ја поддржувам таа иницијатива на премиерот изкажана вчера на пресконференција. Членството во НАТО и во Европската Унија се врвни приоритети за пратеничката група која ја представувам и коалицијата. Меѓутоа убеден сум дека тоа се приоритети и на сите останати пратеници и на сите граѓани во Република Македонија. Овој најавен процес сигурно следниот период ќе биде реализиран во Собранието, во кој формат? Дали на ниво на представници од пратеничките групи, дали на некое друго ниво, во секој случај ја поздравувам самата иницијатива, водејќи сметка дека е во насока на процесот на инклузивност, на заедничко решавање на проблемите и заедничко носење на одлуките. Може би ваше излагање да го сватите како сигнал дека има некакво приближување меѓу опозицијата и владеачкото мнозинство околу формирањето на ДИК и пак клучна за одржување на референдумот. Формирањето на ДИК во овој момент е приоритет за сите нас. Сметаме на совесноста на парламентарната опозиција
и одважувањето да се откочи овој исклучително важен процес за сите граѓани во државата. Преку формирањето на ДИК се отвора патот за отпочнување на сите процеси поврзани со распишување на референдумот, кој не е ни едноставен, не е ни краток и е премногу одговорен. Целиот тој процес треба да биде резултат на заеднички договор и консензус помеѓу граѓанството. И не без причина, целиот изминат период ние зборуваме дека одлуките ќе ги носиме преку сеопфатни консултации со граѓанството, преку сите форми на комуникација со граѓаните на Република Македонија. Ако за ова ме прашувате, поврзано со некакви услови за откочување на процесот на донесување на изгласување на составот на ДИК, тогаш мислам дека е ирелевантен одговорот. Зошто услов како услов, секој ден надополнет со некој друг и со некој нов, мислам дека е излишно. Јасно треба да биде во оваа држава, пренесено од парламентарното мнозинство до сите, дека криминалот нема да се амнестира, дека услови поставување за да се добие таков епилог нема да постојат. Преку транспарентно однесување и покажување на фактичка инклузивност, ние се обидуваме да стигнеме до решенија на сите отворени прашања. Меѓутоа, има прашања преку кои не може да се премине. Експлицитно кажавме дека амнестијата на криминалот во Република Македонија нема да се случи. Амнестијата мислам дека го народуваме не се откажа, че вамуват условија два други закони за влада за финансирање на Ајдете да ги отвориме сите. Изборниот законник и законот за финансирање на политички партии се целосно усогласени. Нека излези некој и нека даде одговор кој дел не е усогласен, па да зборуваме за него. Зборувате за законот за влада и се спомнува некаква пржинска влада. Не само ние во оваа просторија. Целото граѓанство во Република Македонија беше сведок за потребата од носењето на една таква одлука за воведување на предизборна пржинска влада. Пржинската влада ја исполни својата улога и својата функција. После пржинската влада имавме два циклуси на избори, парламентарни и локални, кои од сите релевантни фактори и институции од демократскиот свет беа оценети со на највисоко демократско ниво, тргајќи од транспарентноста, тргајќи од можноста секој граѓанин да го искажи своето мислење и да биде релевантно во насока на финалната одлука и резултат на изборите. Министерката предупреди изутринава дека веќе е ризично и дека ДИК нема да може да стигне да остvari својата одлука да направи сите затрудни продукти за референдумот, докато не го знаеме што постои. Има ли шанса во вторник на редовната седница оваа точка да се најде во дневен ред? Искуството и праксата од минатото покажува дека ако добрата волја не е само декларативна, туку и суштински се покажи на дело, возможни се позитивни исчекори кои ќе дадат позитивен ефект за граѓаните на Република Македонија. Сепак, крајниот епилог на сето она што ние сите заедно го работиме, се однесува на позитивниот одек кон граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам многу. Ви благодарам.